Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосаљевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва се знае некаде кон втората до третата половина од месецот. Чуден избор, ќе рече некој, меѓутоа така одлучивме. Оди стандардната месечна рекапитулација. Нема нека посебна потреба да се представуваат моите вечерашни гости кодомакини. Јас апсолутно зборувам дека во оваа емисија се кодомакини. Господинот Рави Седрак, добра вечер, Рави. Добро вечер, фала и за господинот, и господинот Жида Даскалски, добра вечер. Здраво. Професори, директори, така натаму, да него нема потреба тоа да го кажуваме, затоа што добро знаеме за какви луѓе станува збор. Навистина огромно искуство лежи во двајцата и мене секогаш ми е задоволство со нив двајца да анализирам за она што се случува кај нас и во светот. Нормално планот е секогаш да се изанализира месецот што поминал, меѓутоа ние се земаме за право да се вратиме и поназад ако е потребно, а и да одиме напред малку во времето, да предвидиме што би можело да се случи во ова или во онаа конотација. За вечерва првата се разбира тема ќе биде договорот со Британија. Утре според најавата вице-премиерот Александар Николовски оди во Лондон, впрочем веќе отиде, ако не се лажам, да го потпише фамозниот договор околу кој што се крена огромна прашина, позитивна главно, меѓутоа има и се разбира такви кои што велат дека има сомнителни елементи за кои што исто така може да се дебатира. Зборуваме за геостратешки договор. Бидејќи професори, вие сте меѓу другото предавате и геополитика и геостратегија, па точно го знаете терминолошки целиот процес. Геостратешки договор, односно стратешкиот договор, да бидеме прецизни, стратешкиот договорот, меѓутоа кога е Британија, која што има огромно влијание и огромна моќ на светската сцена, се уште, иако некои велат дека не е таа што беше, овој договор може во некоја смисла да се смета и за геостратешки. Дали сум во право? Па да, вие сте во право. Многу интересно сега како ќе се окарактеризира самото стратешко партнерство. Видовме критики кон ВМРО-ДПМН и коалицијата пред изборите дека тие биле наводно проруски и прокинески играч на оваа сцена. Сега тоа се оповргнува 100%, значи. Најпрви со САД, па сега со Британија. Најпрви имавме добра соработка и договори со САД, потоа исто така го обновивме стратешкото партнерство со Турција. Нели, добро соработуваме со Унгарија и сега имаме на повидок е стратешки договор со Британија, така што таа приказна дека оваа влада е руска, проруска, кинеска, прокинеска, паѓа во вода комплетно. Се разбира, Велика Британија можеби не е втора сила во светот, како што кажа вице-премиерот, меѓутоа една од најсилните земји во светот во рамките на геополитиката и геоекономијата. Впрочем, видовме дека тие сега стануваат се поблиску и до Европската унија, кое што членство не е нам стратешка цел со долги години и децении дури. Значи, веројатноста е дека ние ќе бидеме многу позитивни во меѓународните односи е голема. Веројатноста дека овде ќе имаме и бенефити кои што се повеќе од геополитичките кои сврзани со геоекономијата се навистина можни. Зависи многу од тоа што има точно во договорот, какви се одредбите точно и како тие ќе се реализираат. Впрочем, ние како народ и како држава сме имале ситуации каде што со голема помпа одредени договори и проекти се најавувале, па не биле спроведени. Се надеваме дека оваа влада ќе го спроведе и дека ќе биде транспарентна во спроведувањето на овој договор. Така рече премиерот, дека апсолутно нема да има, ова ми е многу важно. Затоа што сме имале, ово убаво го рековте, сме имале моменти кога договори, кои што се исклучително важни за државата, биле прикриени со превезот на државна тајна, деловна тајна, не знам тамо што. Сега премиерот беше многу прецизен, ќе го отвориме пред граѓаните целосно, да видат што тоа ние договараме. Тоа е за поздравување и нека го отворат. И да кажам дека во принцип инвестиции и големи инвестиции од странство ние сме слушнале многу пати дека ќе дојдат, а не дошле. Например, имаше една фамозна милиарда од времето на Васото Пурковски влада. Од Тајван, да. ВМРО-ДПМН и ДА и останатите партнери од Тајван, која што реално не се реализира и која што беше големо фијаско од геополитичка смисла, бидејќи придонесе да ги нарушиме односите со Народна република Кина. Ние не мора да сме пријателски, не мора да сме сојузници, не мора да сме во нивната орбита, меѓутоа не може да имаме лоши односи со таква суперсила каква што е Кина.
Исто така во не многу дамнешни времења имавме најави на еден премиер на Македонија кој што велеше не баре утре ќе отворат тука своји фабрики и Facebook и Google и останатите компании од светско реноме кои што се разбира, не дојдоа. За жал не дојдоа. И така што од таа перспектива многу е битно да се спроведе со едно ниво на транспарентност и отвореност без да има било какви дилеми дека тука нешто се прави зад затворени врати, дека нешто е тајно. Се сеќавате и оној договор Бехтел Енка беше многу чуден и навистина минатата влада тоа го направи без отвореност и транспарентност. Во регионот исто така има големи сомнежи за корупција во договорите што ги прави владата на Вучич. И тоа се големи договори, мултимилионски, мултимилиардни договори, меѓутоа ете, во таа насока велам дека ќе биде битно како ова наша влада ќе се постави. Така, уште едно прашање за вас пред да го вклучиме Раби. Вие сте биле во Британија и како студент, односно на постдипломски, така? Специализации две на Оксфорд и во UCL, коледжот, University College. Ова добро да се потсети кој е Жидас Даскаловски, чисто за оние што можеби не се свесни за неговото ниво на образование. Професоре, ми се чини дека се уште не е разговарано во Македонија обратното прашање. Јасно е зошто ние сакаме со Британија. Само глуп не го разбира тоа. Зошто Британија сака со нас? Тоа е навистина прашањето за $1,000,000 што би се рекло. Така, никој не одговора зошто британците сакаат со нас. Тука се разбира, можеме да ја сметаме Британија како земја која што како и нормално сите големи или регионални играчи сакаат да го шират своето влијание. И сигурно е дека тоа е прашање кое што Британија го отвора не само со Македонија, туку и со други земји од Западен Балкан. Впрочем, тие направија договор со Украина за 100-годишно партнерство, ако се сеќавате. Не беше тоа многу одамна. Значи, се трудат да го освојат, условно земјано, да го освојат овој регион и со своје присуство на компании, кои што ќе влечат и профит, и со политички договори со владите. Се разбира, од нивен интерес е да имаат тука клиенти, држави кои што ќе бидат во нивната орбита и кои што ќе ги поддржуваат генерално британските политики, а она предимствено е, се разбира, бизнисот и профитот. Така. Раби, вие сте човек кој што го поминал исто така целиот свет, одлично ги познавате британците и не кулуарски, туку речиси отворено, особено по социјалните мрежи се зборува дека Британија е премногу опасна, премногу моќна, премногу голема, еве го симплифицирам ова, и дека британците ништо не даваат без пари. Односно, бесплатен ручек нема на светов, тоа е сигурно, а британците за да ви дадат ручек, тоа треба, значи, навистина да имаат интерес. Според вас, не ми е прашањето кој е британскиот интерес, туку дали, бидејќи и таа приказна се обидува некои опозициони медиуми да ја внесат во јавноста, навистина е можно Британија да се обиде, иако го демантираше тој амбасадорот британски и премиерот Јасно Мицкоски, да ни достави тука, да ни ги префрли тука азилантите кои што бараат азил во Британија, па потоа мора да бидат отстранети бидејќи таа не ги сака. Вака. Ова ќе се доврзувам во вториото прашање што го прашаше на професорот, затоа што е ова врзано со ова. Значи, тој делот за мигрантите, можам ја според анализите што сме ги направили кај нас во институт да тврдам дека никој не азилант, ни бегалец, никој не сака да дојде кај нас тука, ни гости не сака да дојдат. Јас не сакам да го кажам тоа така, тоа е вистина. Можам да се дозволам да го кажам, затоа што има тука едно многу битна работа со Англија. Значи, сите прво мора јавното мислење и народот да разбира природата на релацијата помеѓу Македонија и помеѓу Англија многу добро, за да не биде ова преведено или интерпретирано во вакви, ги викаме не BS, од страната на опозиција и ова дека ќе донесат мигранти и вакви тука. Значи, Англија е една држава што излезе од Европската унија. Значи, она не е веќе во Европска унија. Ама Англија е дел од НАТО алијанса. Ние сме дел од НАТО алијанса. И тука имаме, го викаме alignment, го имаме на истиот правец сме ние со Англија и затоа многу битно тука да држиме комуникација со нив. Јас го гледам и други
позитивни аспекти од ова. Негативни аспекти од ова не може да има, значи, освен ако си пријател со Англија, може некој непријател на Англија да ти таргетира тебе или таргетира Македонија. Но такви во околината нема, да бидеме ама не е, да, нема вакво нешто, иако ова е многу битна, затоа што треба да бидеме сите алајн на истиот правец со НАТО алијанса, бидејќи сме сега член на НАТО. Англија е интересно ова, бидејќи Англија сака да прошири влијанието незин по меѓу држави што не се дел во до Европска унија, ама се во Европа. Значи, Англија не може да се дозволува да нема одреден вид од влијание на европската сцена. За да може ова да го има, они се Брекзит веќе надвор од Европската унија, има остана само европските земји што не се дел од Европската унија, а се во европски континент. Стана збор тука и на Црна Гора, Србија, Македонија, Албанија и така натаму. И затоа е ова битно за нив. Така да не е толку, да кажеме, еве, што би било корист, не. Секој момент кога си на маса е подобро да си на маса отколку да не си. И сега, нормално ќе се зголеми влијанието на Англија во регионот, тоа дефинитивно, а вториот дел е, да кажеме, делот што може да помага Македонија тука во борбата против, еве, да кажеме, сайбер тероризам, не знам како се вика. Така е. Ова во борба против кибертероризам, во борба против корупцијата, во промените што сакаме да ги правиме во судство, затоа што Англија има огромно искуство во. Ако некој има, тоа е Британија, апсолутно. Овој дел, особено во дел што е антикорупција, како што изјави премиерот дека он почна борбата и војната против корупцијата во администрација, како што кажа на телевизија, и тука Англија може да биде голем сојузник на Македонија во ова борба, како што сме збореле тука, дека ни треба искуство и ни треба некој мокен и силен партнер што може да ни помогне да се бориме против корупцијата. Така. Ме збуни, морам да признам, изјавата на господин Зенко Филипче, председателот на СДСМ, критикувајќи го овој договор, тој беше внимателен додуше, рече дека не може да не се поздрави договор со една таква сила, но во делот со финансиите ги нарече како антиевропски. Договорот антиевропски. И не можам никако да го дофатам тоа, дека е во антиевропски дух или што сака да каже. Британија е дел од Европа, освен што е надвор од Европската унија сега. Британија векови и векови наназад е еден од клучните секогаш. Прва или втора помоќ во Европа. Своевремено прва во светот. И сега, кога ќе кажете дека имате антиевропски договор со Британија, само по себе ми делува како контрадикција. Па, видите, сега не гледам начин како би бил антиевропски, бидејќи ние не се откажуваме од траекторијата која што ја одиме со години и децении, тоа е европската. Доколку ова беше договор и се занемаруваше ЕУ, во ред ќе кажеш антиевропски. Но не е така. Но не е така. И навистина оваа влада не може да си дозволи луксус да не продолжи по европската патека и таа ја врви. И ја врви во рамките на она што е главниот план на Европска унија за Западен Балкан, а тоа е планот за развој. Значи, планот за развој на Европска унија функционира и тој е клучен за Македонија во наредниот период, бидејќи ние се соочуваме со политичка блокада која што е, како што сме зборувале, сврзана со бугарското прашање и сврзана со самата ЕУ и консолидацијата на ЕУ и нивната конечна одлука што ќе прават со проширувањето. Значи, ние мораме да го врвиме патот во рамките на реформите кои што се нужни во рамките на тој план за развој и кој што, впрочем, беше дискутиран тука кога беше Коста, португалскиот бивши премиер, кој што се насочи кон продолжување на остварување на врските на Македонија во рамките на тој развоен план Европска унија за Западен Балкан. Значи, не сметам дека е антиевропски. Мислам дека опозицијата би можела еднаш да се дрзне и да пофали нешто добро што ќе направи владата, наместо било што ќе направи влада да критикува, и тоа не е само за СДСМ, тоа и за ВМРО. Тешко оди тоа во Македонија, по дефиниција опозицијата не може да пофали ништо, мислам тоа е. Ние би сакале идеални услови, би била конструктивна дебата, најдобрите идеи победуваат, опозицијата дел од таа дебата, ама за тоа е во академските повеќе црно-бело се гледа. Уште едно прашање за вас, само потоа веднаш ми предавам збор на Раби. Каја Калас доаѓа во Скопје во петок. Во рамки на балканска турнеја,
ќе биде во Белград, ќе биде на Косово, мислам дека ќе биде и дојде кај нас. Интересен момент. Вели ќе се сретна со премиерот Христијан Мицкоски и ќе го отворат со Тимчо Муцунски, со министерот за външни работи и трговија, првиот диалог за безбедност и одбрана меѓу ЕУ и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедност и одбрамбено партнерство во ноември минатата година. Преведено на најпрост јазик, професоре, каква е тежината на ова? Па моментално тежината е за нас врвна, односно и да нема тежина за нас е врвна, бидејќи ви рековме земјата е на тој пат каде што не може да се враќа назад или да се трга од главната патека. Прашањата се разбира се сврзани со иднината на ЕУ, иднината на безбедносниот систем на самата ЕУ во рамките на глобалните контури, глобалниот контекст. Тука нештата се непредвидливи и тешко може да се знае што ќе се случи, меѓутоа ние сме влегле на ворото што се вели народски. Ние сме ворото, излегување сега нема. Сега веќе нема излегување. Така. Мора да сватам на парите. Знам дека на Седрак, како човек кој што има и бизнис релации по светот, му е тоа многу интересно прашање, затоа инсистирам да го поразговараме. Велат дека најавата е во овој договор дека со Британија ќе се гради железница и ќе се градат клинички центри, тоа е за почеток, понатаму има и други инвестиции кои што се многу важни за државата, меѓутоа железницата е во моментов круцијална и предничи во целата приказна. Ако разбрав друго, две пруги ќе одат една покрај друга, една за товарен превоз, една за патници. Брзината ќе се зголеми многукратно. Вице-премиерот вели, не знам, дека од Скопје до Будимпешта ќе се стига за 4,5 часа, например, што е вау, ако навистина биде. Меѓутоа ние повеќе од 20 години во Македонија практично немаме железница. Воз во Скопје, јас кога бев дете, возови поминуваа на 10 минути. Сега да видите воз во Скопје, нашите мали деца веројатно ќе се зачудат што е ова превозно средство. И сега нагло влегуваме во оваа приказна еден силен импат во железничкиот сообраќај. Реално ли е да се очекува дека е возможно Македонија, да речеме дека сме во тој геостратешки простор од Австрија до Грција до Атина, навистина да го развие до таа мера железничкиот сообраќај за да стане тој стандард во Македонија. Океј. Вака, железничката или пругата, јас сметам за земја во условите како Македонија, ова е како артера или вена да имаш ова. Ако ја немаш, значи државата нема да ти биде функционална. Зошто? Ние сме landlocked земја. Значи, немаме море опрема. Немаме пристап до море. Ние сме зборили тоа многу работи во институција, имаме направено посебна анализа како дел од една поголема стратегија во однос на врзувањето на Македонија во регионот. Ние се соочуваме, сме збориле тука ова порано во емисиите, се соочуваме со еден голем проблем со импорт и експорт, уvoz и извоз. И увоз и извоз, така. Не може ништо да добиеме, не можеме ништо да пуштиме ние во странство никаде. Значи, културата наша на трговија и култура што е базирана на како велат југоносталгичен или југето, дека само беше со шлепери до Југославија, во земите на Југославија. И тоа остана од 92 година до ден денеска. Ние немаме начин како да можеме да носиме македонскиот производ надвор од Македонија, нема како да го носите. Сме збориле тука порано дека превозот од Солон до било која држава во светот кошта пола, поевтино, пола и понекогаш 1/3 од цената што кошта од Македонија да се носи во Солон. Што е апсурд. Единствен лек за ова работа е железничката. И тука мора да пофалиме министерот на транспорт и врски што почна да работи. И инсистира на оваа приказна. Да, затоа што дефинитивно ова е единствен начин за македонскиот производ да излезе надвор од Македонија, е единствен начин за било каков вид од производ да стигна во Македонија. Ние направиме една шала, една виц, има едни мастики Орбит, од тие брендови што ги продават,
Има вкусови во цел свет, сите земји што околу нас, ама ги нема тука во Македонија. Ово важи исто за лековите. Значи истиот лек кој има вкус на пример на шумско овошје, на лимони, ние само имаме тука ментол, немаме другите вкусови. Зошто? Затоа што не стига тука кај нас во Македонија. Затоа што никој не го нарача тука во Македонија. Замислете свесни колку е тоа всушност. Да, и затоа до која мера е стигнато на ниско ниво. Затоа се смеат на луѓето кога одат кога се пазаруваат од супермаркети и кога се враќаат по граница со кеси од различни супермаркети, па луѓето го прават од очајноста, затоа што сакат да купуваат нешто, што не може да го купуваат. Зошто не може да го купуваат? Затоа што нема начин и нема превоз како можеме да ги носиме робата во Македонија. Сме зборили ова и за сува материја што се битна на било како вид на производство. Да се вратам назад на инвестициите што ги најавиле во со договорот и со тоа. Тоа е супер и држи вода сите тие со милиарди со тоа. Тоа е фино, ама кој ќе ги работи овие? Значи ние ќе скокаме делот што го збореме цело време го зборуваме. Сопките што ги имат инвеститори во држава што до сега опозицијата што сега критикува ваков вид од договор, они благодарение на нив ние стигнаме до таа позиција што не може ниту еден бизнес да работи во Македонија ако не е врзано со држава. Значи бизнес во Македонија нема. Има само згради се градат, има само многу пензионери, нема ништо друго. Главната менталитет е инвестирање во бетон. Немаме ние менталитет за инвестирање во бизнес. И затоа немаш ниту еден нов ресторан во Македонија. Немаш ниту еден место за деца да играт во Македонија. Немаш игралишта малце на ниво. Немаш активности што се атрактивни за тоа. Но да ме вратам, зборувате дека кај ќе најдеме работна сила. Дали тоа е прашањето? Себе доаѓам на тоа. Каде ги најдеш работната сила ако во држава со благодарение пак на опозицијата која биле 7 години на власта, стаја силата на одлучење или на одлуката на доаѓањето во држава за луѓето, дали инвеститори, дали бизнесмени, дали студенти во рака на еден човек. Во која држава во свет еден човек одлуча кој влезе и кој не влезе во држава? Дури во автократските нема такви. Значи ова не ни во вилајет во Отоманската империја не беше така. И сега седи додека ова не се среди, како ние очекуваме тука да имаме имаме пари, имаме инвестиции, имаме све спремни да работиме. Кој ќе ги работи? Тоа ќе биде голем проблем. Навистина се најдовме во ситуација што за многумина се уште не е докрај јасна и видлива дека во Македонија навистина недостасува, се извинувам, работна рака. Нема луѓе, огромен број на луѓе заминаа во странство, зборуваме за луѓе кои што си го знаат занаетот. Да. Сега не можат од мене и од вас да прават луѓе кои што не знам ќе прават железница. Да. Не е возможно. Тоа особено дека пред месец дена сме се збореле тука за посетата што беше во Блиски Исток и ова и сега рековме дека ќе ни прашат, бевме на интервјуа со медиумите во Блиски Исток. Се моравме тука, мораме да кажеме дека се е добро, се е супер, се е окей, прашат мислење, кажуваме имаме, така да имаме ние уште малце време да смогнеме сила да правиме нешто, ама ако не го решиме овој проблем што побрзо што можеме, ќе имаме ваков тип од проблеми што благодарение на опозицијата стигнеме ние до таа. Тоа значи дека ќе биде проблемот, веројатно имаат стратегија како сето тоа ќе се обезбеди во власта околу работната сила, околу парите. Мислам дека отприлика е јасна приказната. Уште една од критиките за која што сакам да позборувам со вас, па да се префелиме на други теми, беше дека повторно се инсистира на коридорот 10 и на некој начин се запоставува коридорот 8, иако истиот вице-премиер Александар Николски, јас мислам дека 20 пати до сега има дадено изјава дека ние сакаме кон Бугарија, односно таа трансферзала коридорот 8 кој оди од Албанија кон Бугарија преку нас, меѓутоа бугарите нема вистински фидбек. Што да направиме околу тоа? Ако Вучич ви вели јас железницата нема проблем, ќе ја завршам до овде, вие направите од овде, тоа е тоа. Ако Бојко Борисов или кој е сега тамо вели па не ви го правиме, или ќе видиме кога ќе го направиме, што можете вие од оваа страна граница да направите? Што? Мислам дека тоа прашање ќе се реши и Дај Боже, не мислам. Официјалните бугарски извори велат дека нема никаков проблем да има да се сврзат коридорот 8 од македонски од бугарска страна. Впрочем, таму, колку што јас знам, се 2 километри кои што се недоизградени. Така што ќе биде и за нас тоа позитивна работа, со тоа што да биде целосно поврзувањето и тоа да биде целосен НАТО коридор, ќе треба да се продолжи со инвестиции кон Албанија. Значи, во Албанија има силно исто таква градежно-транспортна активност, се градат и патни правци, автопати, од секаков вид, во секакви одсечки,
Но владата на Рама ќе инвестира и во железнички коридори, меѓутоа се уште не во овој нашиот кој што би бил врската помеѓу Албанија, Македонија и Бугарија. Значи ќе биде и тој коридор во игра и за нас е навистина невозможно да продолжиме со сериозен развој без да бидеме една крстосница која де факто ќе може да транспортира стоки и услуги и на запад кон Јадранско, кон Јонско море, кон Црно море, кон 4 морења фактички се тука во игра. Но да не забораваме една работа. Ние градиме сега инфраструктура за транспорт на стоки и услуги. Идниот развој на Македонија е сврзан и со можноста за производство. Значи, вие ќе имате патишта, ќе имате реално начини да тргувате, ама дали ќе го имате производот? Тука треба да се размисли. А не да бидеш само крстосница, да. Мислам, супер крстосницата, ама кај е твоето? Апсолутно. Кај е твоето? Значи, сега имате земји кои што заради нафтоводите, плиноводите, заработуваат силни пари. И добро, меѓутоа, се снашле во условно земе, меѓутоа битно е да се економијата да се зајакне. Она што го слушав денеска премиерот Мицковски е дека има подем во градежен сектор, има подем во индустријско производство, па има подем рече и во туризмот, кој што е гранка, кој што е многу битна и кој што овие транспортни коридори многу ќе му значат. Апсолутно. Но оние сите бариери за бизнисот, на пример PayPal немаме ние тука. Едно прашање кое што ќе кажеш не е толку битно. Да, но зошто да го нема? Тоа го немаме. Така е. Фирма странска. Зошто каскаме, да. Фирма странска кога отвара нерезиденцијална сметка тука, а не е фирма милионска голема инвестиција каде што сета помош сервиски има владата, се соочува со безброј проблеми. И така натаму и така нааму. Значи, во принцип сите оние бирократски бариери за странските инвестиции треба да се тргнат, да се овозможи лесно водење на бизнисот и исто така македонските фирми треба да се стимулираат да инвестираат тука, бидејќи очигледно пари има, очигледно е видливо што вели Раби, многу од парите ги гледаме во градежен сектор. Зошто би биле тие така сврзани пари, зошто не би биле во нови индустрии, во нови производи, во нови услуги за граѓаните? Но можно ли уште, многу важно прашање за вас, Раби, можно ли е нас уште да ни фали, да речеме, тој недостаток на иницијатива? И разбирам, се живеело во социјализам, во договорна економија, каде што приватната иницијатива била, речи си, неважна, освен ако не си таксист или не знам, келнер. Меѓутоа, ние сме веќе 35 години капиталистичка држава, каде што приватната иницијатива е пред се и над се. Идејата на капитализмот е тој човек самиот да инвестира, да смисла. Возможно ли е после 3,5 децении нами натаму да не достига тој елемент, како да кажам, во мозокот кој што вели тоа е начинот за успех. Вложуваш, создаваш бизнис и од него правиш продукт кој што потоа го продаваш и добиваш придобивка. Така е, но кој е најголемиот непријател на држава? Кој е непријателот или да кажеме големата болест што ја има не само Македонија и земјите во регионот? Е корупцијата, административна корупција. Дефинитивно. Тоа дефинитивно. И сега вие имате едно Европска унија, целата унија како што е, што цело време како се кажува правилно на македонски, we are blaming them. Ги обвинуваме. Ние ги обвинуваме нив дека они се лоши, они не примат, они не прават. Добро, нивната страна гледа и сега од другата страна. Европска унија ви гледа како се со корупција и со невладење на право катастрофа. Со судство, знаеме сите и знам самиот народ знае. Како може Европа да ти проследи ова порака? Дека ти имаш недостаток во судството, ви е на катастрофален ниво. Како јас ќе ви примам во мојот семејство или во мојата група, ако значи ти си најслабата точка, ако судството не се реши, ние сме слаба точка, ма не само во ЕУ, ние сме компромис за целата НАТО алијанса. Ова е голем проблем. Граѓаните не се свесни колку е тоа проблем. Ние сме слабата алката или ова во ланецот што може да компрометираме целата алијанса. Не знам доколку сме свесни за вакво нешто. Јас мислам дека многу мислам дека е доволно тоа што сме членка и тоа е тоа. Моментот ќе купиме нешто оружје и ќе ги задоволиме тие
нивни стандарди не е доволен. Да, слабо судство е нешто што е не е во ред, исто административна корупција исто што не е во ред, така да делот на капитализм не сме каде далеко сме од капиталисти, затоа што да не сме веќе социјалистичка држава, уште социјалистичка менталитет владе во главата на луѓето. Па како да се извади тој? Ама ова не има. Делот со корупцијата јасен ми е. Треба да се биде безмилосен во таа борба. Правосудството дека мора радикално да се реформира и тоа ми е јасно. Меѓутоа како да му се внесе во глава на човекот, на обичниот граѓанин, не треба да живееш на, да не употребам погрешен збор, на градата на државата, туку треба ти самиот да создаваш нешто од кое што ќе живееш. Да, како да ни влезе во главата. Другата страна, секој обид или секој некој што почна да прави нешто, гледа дека нема охрабрување, го спречуваат кои, не го спречува владата. Го спречуваат овие што се во администрација, што се седат доле во шалтер, во тоа, прават животот за него, го прават невозможно. Да му се згади од идејата. Затоа кажува професорот дека треба да се стимулират овие, значи не ги знам имења на фондовите, на овие тела што треба да ги помогнат луѓето, ама луѓето имаат прекрасни идеи, имаме прекрасни производи, имаме многу да нудиме ние, ама заради административните вакви проблеми и цопки, не може ниеден да дојде на површина. И риториката е иста. Или ве прашуваат, па зошто ве сте дојдени во Македонија? Или ве прашуваат, ама ние ќе одиме надвор од Македонија, ќе го правиме тоа. Зошто? Значи, Кина до вчера беше најсиромашна држава во свет. Значи, до 86-7, мислам дека, беше најсиромашна држава во свет. А сега ама се освести дека луѓето што има, тоа е капиталот на државата и треба да се инвестира во ова, треба да се искористи ова. И затоа држави како овие, како и други, имат министерства посебно за работната сила, што прават извоз на работна сила надвор од држава. А ние не. Ние правиме се што можеме македонецот за излегува надвор и да оди надвор од држава. За жал, дел од европските земји тука се е инволвиран во таа приказна, затоа што им одговара да има некаков бафер, некоја земја што еве сака да биде во Европска унија, кандидатка држава еве за Европска унија, каде може ова да биде бафер, каде они можат да вршуваат се што не можат да го прават во територијата на Европска унија, да го прават во Македонија. И тука можеме да ги обвинуваме одредени држави во Европска унија, што они намерно ова го прават, не сакат Македонија да влезе во Европска унија, токму за да стои како бафер зон за да може они да прават тоа што сакат. Добро, многу повторно се согласувам со вас дека најголемата вина си е кај нас. Ако ти си способен да си ги решиш своите проблеми, другите едноставно ќе го прифатат тоа. Професоре, го спомнавте Еди Рама во еден друг контекст, се разбира, меѓутоа добро е еве да влеземе во нешто друго, макар и на кратко. Арвен Таравари, кој што само што ја напушти власта, од вчера веќе не е министер за здравство, замина во Тирана кај Еди Рама да се види со најевропскиот премиер, да му покаже љубов, како да кажам, почитување. Али Ахмети му испрати писмо, исто така вчера го коментиравме со господинот Туми Велију, прилично така поетско писмо со пораки. Во ред, тоа апсолутно ми е сеедно. Меѓутоа во оваа констелација, кога Арвен Таравари излезе од владата, на начинот на кој што излезе, и во начинот на кој што половина и повеќе од луѓето од Алијанса за албанците останаа во владата, едноставно не сакаат да дојдат со него, тој прави потек оди во Албанија, веднаш по писмото на Али Ахмети кон Еди Рама и очигледно тамо бара поддршка. Колку е реално Еди Рама, иако неспорно дека е за албанците важен играч и дека тој успева во Албанија со многу нешта, да влијае на односите генерално политички во Македонија? Сега, како да ви кажам, во принцип, албанците во Македонија се најмало бројното албанско население во држави на Балканот. Значи, Албанија е број 1, Косово и тука сега, после Црна Гора, да речем, многу малку, но меѓутоа тие се повлијаени од главната политичка сила во регионот на албанците, тоа е Албанија. Природно е тоа, нема дилеми, како што србите во Босна и Херцеговина се повлијани од главната сила на регионот на србите, Република Србија, така и тие се тука повлијани. Сега, зборувам за моментот. Сега да. Моментот е специфичен, меѓутоа очигледно Еди Рама се востоличи како неприкосновен лидер во Албанија и еден од лидерите на Западен Балкан, значи Албанија оди со големи чекори напред. Например,
во Албанија имате Евроколедж кој што се отвори. Има во Белгија, има во Полска и сега има во Албанија. Вистина, интересна информација. Како да ви кажам, Албанија е веќе еден центар кој што е доминантен во однос на Македонија. Ние што сакаме да кажеме, ние Па веќе ако живееме во минатото, можеме да се залажуваме, но да, се можеме да се залажуваме. Сега политиката во принцип ако се вратиме малку порано време на изборите, беше едно влијание на косовските политичари тука на оваа политичка сцена кај албанците, едно влијание на Албин Курти врз оваа цела коалиција што беше Вреди, Влен, како и да ја крстиме. Но сега на Косово имате проблем каде што изборите дадоа не целосен победник, односно нејасно е кој може да состави влада и се обидуваа да изберат спикер на парламентот. веќе 18 пати пропаѓа тоа. И тоа пропаѓа, значи таму е нејасно кој ја води играта, а додека во Албанија после повторниот пораст на Сали Бериша, очигледно е дека Еди Рама е неприкосновениот лидер и сега нашите локални албански политички структури се ориентираат таму каде што е моќта во оваа албанска сфера, да речеме, на влијание. И за мене тој разбирлив потек, иако вака беше и се уште ми е нејасно како се случи куршлусот и распадот фактички на Влен со тоа што Арбен Таравари и неговата партија или партија во обид, бидејќи нема печат, нели? Да, излезе компликувано и да се каже што точно е таму. Да, излезе од оваа коалиција. Ќе биде интересно како ќе постапува во иднина, при бидејќи имаше најголем рейтинг од тие 4 групации таму во Вреди, но сега веќе е нејасно дали ќе остане албанецот политички активен граѓанин во полза на ова крило на алијанса, сега така да се изразиме, на Таравари или не. Особено што Села, кој што е соработник со Али Ахмети, не е многу благопријатен кон Таравари. Па не е тој конфликт, го знаеме дека се уште трае и на правна димензија и во политичка димензија, где е печат, нели сега тоа прашањето. Где е печат, така е. Но малку е чудно што се приклонува кон Дуи. Дуи беше изворот на злото на времето и за самиот Таравари со сите изјави и за јавноста и за граѓаните, бидејќи таа партија беше политички нереформирана, со многу корумпирани членови, со многу скандали кои што се уште не се разрешени и така натаму. Впрочем, тоа е предизвик за оваа влада генерално, не само во однос на можната корупција на членовите на владата на Дуи и со СДСМ, туку и на сите функционери кои што претходно владеја и за кои што имаме сомнежи за корупција. Тука би кажал нешто што е многу битно за земјата и во економска, и во политичка, и во правна, и во финансиска смисла, а тоа е дека заради веројатно погрешни политики на минатата влада имаме ние 3 спора во меѓународни судови кои што би ја чинеле сега Македонија огромни суми, можеби милиарди и 500 милиони долари, тоа се и Ловица, Казанлък и клинички центар. И се поставува прашањето колку политичарите имаат слободно одрешени раце да донесуваат одлуки, а да не сносат одговорност. Не зборам за политичка, туку и за правна одговорност. Политичката, јас мислам дека лесно може да се преживее да не бидеш министер. Да, но ако ти ја чиниш државата милиарда евра, треба да одговараш, се извинувам, на поинаков начин. Да, и сега кога се имаше дискусии, кога имаше избори, кампања во мај, во април, во февруари, март минатата година, па и години наназад ВМРО, ДПМН и аналитичарите, и новинарите, и критичарите вадеа на виделина разноразни можни афери кои што треба да се докажат, но се уште не гледаме дека тоа е до крај расчистено и тука можеби веќе граѓаните малку ја губат довербата, бидејќи реалноста е дека што е реалноста? Ако да дојдам јас во позиција на власт, да украдам, да бидам корумпиран, да направам некаква матна сделка, па ќе се повлечам, а парите ќе ми останат. И никому ништо. Неказнивост. И можеби ќе градам во Дубај нешто. Па или во Дубај, или во Муртино, или било каде, не е битно. Ако е тоа рецептот за успех, тогаш нити приватни бизнис ќе се отварат, нити ќе имаме правна сигурност, ни за домашни, ни за странски инвеститори, ни за нормален граѓанин. Неколку илјади луѓе ќе живеат како бубрек во лој, другите ќе се прашуваат кога да заминат од земјата. Раби, ако сакате нешто на оваа тема, добро, или да? Сакам да кажам како ќе го криеме тоа од странски медиуми. Значи, ние нешто
се случуваме тука, дека ние веќе недела дена стоиме на меѓународна сцена во медиумите во странство, особено во Блиски Исток, иако мислам, верувам дека граѓаните не ни ги пратат тоа, ни го гледат тоа. Не, во Македонија рече се сигурно не. И добро да кажете. И сега ова што го збори сега професорот, ова е многу опасно, затоа што ова е пораката што се пушти. Значи можеш за да влезеш било каков вид во политиката за да правиш пари. Штетата што тука ја правиш, тоа ја трпи буџетот, не ја трпи човекот што ја направи таа штета. За жал да. Значи, буџетот го плаќаме ние. Го има предизвикано проблеми што може да ни кошта Македонија 1,52 мислам дека милиарди долари. Тој човек што ги предизвикува е да одговара и да оди во затвор. Пак овие пари, тоа што никој не е свесен дека тие пари ви ги платите, јас ги платам, он ги плати, народот ги собираме. Овие не се пари за буџет, овие се парите на граѓаните. И сега, што ќе правиме сега во овој момент? Овие пари, од каде ќе ги собереме ние пак, за грешка на еден што е неспособен, што ни предизвикува ваков проблем. Или е криминоген, или е едното и другото. И сега, да се живееме со сето ова, како ќе криеме ова од земјите каде се прави сега моментално маркетинг за државата. Дека треба да влезат тука да инвестираат, за тоа зборувате. И затоа мислам дека и време е да се сите што направила вакви, да сите да се докажува дека они го направиле, ако се потврди тоа, се е чисто, јасно, транспарентно, ако они направи вака, да одговарат сите. И така ќе пуштиш порака во светот за секој човек што ќе дојде ќе става пари тука, затоа што мислењето, како се вика, нејавното мислење, туку генералното мислење на секој човек што доаѓа да инвестира во држава 5 милиона, 10 милиона, луѓето што се во Балкан го гледат тоа како они го имат во смисол дека некој доаѓа со 10 милиона за нив, 95% он ги има крадено и тие пари или ги има направено нека дубара за да ги добие тие пари. Не може они да разберат тој моментот на капиталистичкиот менталитет. Не разбират дека тие пари се пари некој што ги има заработено на 30 години. Така е, да. Тоа е проблем. И тој не сака да ви ги даде вас како подкуп или за тоа е проблем. Вие да си мешетарите. Можеме ли да влеземе малку во овој трет дел од емисијата на надворешна сцена? Се случија многу интересни работи. Дојде првпат до преговори меѓу украинска и руска делегација после цели 3 години, повторно во Истанбул. Се шпекулираше дека можеби ќе се сретнат Владимир Путин и Володимир Зеленски, така му е официјалното име, што се разбира не се случи. Тие што малку повеќе знаат, јасно е дека немаше да дојде Путин на таа средба. Се сретна, нешто разговара, ефектот беше размена на затвореници, заробеници 1000 за 1000. Добро, меѓутоа некоја посуштинска квалитативна разлика не видовме, иако председателот Трамп, кој што е инспиратор на цела ова преговарачка ранка, упорно тврди дека се многу блиску до договор. Интересно, па Марко Рубио, неговиот прв човек, државен секретар, вели ние кај дај ќе кренеме раце од целава приказна, малку збунувачки изјави, што не е чудно за оваа гарнитура во САД, но овој прв чекор за преговори после 3 години дава простор, професоре, да се очекува дека би можело навистина во некоја догледна иднина да дојде до примирие, Не, апсолутно не. Во принцип, позициите на Киев и на Москва се толку далечни, почетните позиции, она што се вика во преговори reservation point, значи она што на македонски би го рекла, за што може да преговараме, на што е наша цел да го оствариме. Толку се различни тие позиции што нема како да се преклопат, нема како да се најде заеднички именител во однос на тоа што би бил исходот. Украина беше вчудо невидена, така рекоа барем, кога ги слушнале основните елементарните услови што ги поставила Русија, да се повлечат од целата територија која што Русија смета за руска. Апсолутно невозможно во моментална констелација Украина, вели и Зеленски и нивните политичари велат дека прво во нашиот устав е веќе одредено дека ќе станеме членка на НАТО. Второ, територијалниот интегритет на Украина со се Крим треба да биде испочитуван. И тука немате просто како да преговарате кога од другата страна имате минимални руски барања, 4 провинции од Украина се дел од нашиот устав, од нивниот устав, и тие треба да бидат дел од Русија, а коренот, сршта на проблемот, НАТО, членството на Украина мора да се трне настрана, да биде Украина
прогласена за неутрална земја и демилитаризирана. Во вакви околности да очекуваш дека ќе се случи сделка е невозможно, а масло на оганот се додава кога ќе се земе предвид дека Европска унија продолжува со своите рунди на санкции, сега сме веќе 18-та рунда на санкции. 18-та најавуваат, да, 17-та се случи. 17-та веднаш после денот на преговорите ја објавија, дека војната постепено од војна на Бајден станува војна на Трамп, бидејќи додека течат преговори, додека тој и Рубио и останатите членови на владата се обидуваат на некој начин да најдат компромисно решение, да ги стават на маса Киев и Москва, тие ја поддржуваат де факто и де јуре Украина. Иако Трамп вели ова не е моја војна. Да, меѓутоа сега веќе станува негова војна и тој ако не се извлече со радикален чекор како што го најавува, ние ќе кренеме раци ако овие не може да се договорат, ќе биде пред дилемата дали ќе продолжи со постојаното на вооружување на украинците, со постојаното финансирање на нивните воени индустрии и така натаму и со давањето на логистичко, технолошки, информацијски, сателитски разузнавања во нивна полза или не. Кои се екстремно важни, така е. Тука лежи дилемата за Трамп и не знаеме, тој не предвиди, гледаме во секое поле, во секоја област, секој чекор што го прави апсолутно непредвидив од царините, тарифите до... Видовме со Кина како тоа заврши. Така што она што е очигледно дека ќе продолжат војните судари, Русија ќе напредува, изгледат така стојат работите многу минимално, постепено. Некои од нивните изјави беа, па ние со Шведска 21 година војувавме, на крај ги победивме, не се брзаме во ред, ако вие мислите дека издржите, на украинците тоа им го кажуваат, ваша работа, меѓутоа да знаете ние не попуштаме. Но во исто време да, Путин е исто така една специфична, мора да се признае, фигура на светската сцена, долго време е на власт и веројатно за русите е окей. Ние од овде можеме да судиме каков е според нашите стандарди и сваќања. Тој зборува дека сака да преговара. Дури прифати и безусловни преговори, што беше она основниот чинител. Од друга страна, токму деновиве требаше да тестираат ракета Јарс. Тоа е она фамозна ракета која што може 10.000 километри да помине практично целиот свет да го погоди. И тоа е јасно дека е порака не за Украина. Тоа е порака за други. Апсолутно, тоа е порака за други. И сега, знаете како, тој вели, јас сакам да преговарам, меѓутоа, кога вели, јас сакам да преговарам, фактички вели, јас сакам да преговарам под мои услови и како се игра во покер, знаеш, кога блефирате. И, по принцип, како Путин се поставува, е прилика во основа дека им вели на украинците, поддржани од Европа и Британија, дека вие блефирате и немате карти, немате карти во рака, јас ги имам масовите или Royal Flush во покер на јаката комбинација. За тие што знаат се разбира. Раби, јас сакам вас да ве прашам за една друга конфронтација која што некако поминува во позадина, за жал. Пред 2 дена израелската армија објави нова, голема, обемна, како што велат, операција во Газа, каде што велат дека имаат намера цели региони буквално да ги преземат и повеќе да не излезат од тамо. Велат ќе бидеме тамо сето дека не го уништиме Хамас. Тоа е едно прашање кое што се провлекува долго време во медиумите, меѓутоа Хамас не знам како може да биде баш уништен. Страдаат огромен број на луѓе. Исто така, за чудо, таа цела приказна поминува некако во втор план, додека претседателот Доналд Трамп повторно инсистира на неговата теза дека треба да се прават тамо во Газа ресорти и дека повеќе од 1 милион луѓе треба да бидат иселени. Најновата информација што излезе во медиумите дека сега сакаат овие кутри палестинци да ги селат во Либија. Да. И сега, дали се сеќавате кога збореме тука дека целта и планот беше за селување на палестинците од Газа, кога почна ова, го кажуваме многу пати,
беше планот да бидат во Египет, да ги местат во Синај. Египет одбива да ги има за причини што се оправдани многу од страната на Египет и од било која друга држава. Ако одите да им кажете, еве кај ни ке примете 1.000.000 човек, мислам тука ни една сила во свет не може да наметнува на некој друг вакво нешто. Почнале друго начин да одат со кај луѓето да им нудат пари и билети авиони, да патуваат до одредени држави, да вајке на нив суми на пари, за да може да одат. Ова сега се случува, така? Да. Интересно. И третото беше приказната со Либија, да ги селат во Либија. Ама вреди тука да објасниме на јавноста зошто сакат да ги иселуваат палестинците од Газа. Значи, не стана збор тука, и кажуваме многу пати, уште еднаш, за Израел да биде поголемо или за убивање на Хамас или за вакви нешто. Значи, сето тоа е џабе. Приказнава е да се креира значи вака, САД зошто поддржува ова приказна? Не е заради да се прави престаниште, резорти и вакви нешта. И приказната тука е борба против Кина. Значи, борбата против Кина, како може да САД, што гледа село време да биде пријател со Русија, за да можат да се борат против Кина, они мислат дека Кина е змејот што спие и ќе стане еден ден, ќе го изеде цел свет. И тука што направиле? Направиле со една приказна да го појачат Индија како држава и Индија да биде алтернативен местото за производството и за трговија како првиот трговски партнер со САД. И тука, да замени Кина практично. Да заменува Кина. И за може тоа да го направат и да биде Индија како столб за трговија кон Западот, мора да имат пат каде може да прават експорт и импорт. И они го прават ова со новиот индиски пат, што во спротивност има патот на свила на кинезите, има индискиот пат што оди преку Gulf Cooperation Council земјите во Арапската пенинсула и завршува во Газа, од Арапскиот полуостров преку Газа. Има големиот хаб за трговија и престанишото и од таму да има пристап директ до Америка и до Европа. Е таа целтата од овој. Сега, овој концепт ние го кажуваме на оваа емисија пред година и пол, може пред 2 години, ама нормално дека не тогаш не делуваше реално. Тогаш никој не веруваше, ама овие работава дека јасни биле за сите нас. Ова можеме да го гледаме во прошлата малата конфликт што беше помеѓу Индија и Пакистан. Тука ќе влеземе во тоа. За малку фалеше. Добро, дури се случи некаков конфликт, загинаа некои луѓе, ама го смирија. Ама го направила Пакистан, го среди тоа, не Индија, затоа што anyway, сакав да кажам дека кога ќе го прават овој пат и ќе го завршуваат, само преку овој пат ќе можат да се борат против Кина, да креират од Индија една ваква сила голема, и за да може да биде спротивник на Индија во еднината. Ама не забораваме тука дека Пакистан е еден голем сојузник на Кина. Токму така. И ова беше првиот пат што гледавме во живо перформансот на кинеското оружје во борбата како беше. Кинеско оружје во пакистански раце. Во пакистански раце. Гледавме како успеа J-10, J-10, авионот од Кина, што ова е една верзија помала од, да кажеме, J-20, што уште никој не го користише, како успеа да и кинезите ракети, како успееле да напаѓаат и дури и Рафалот, новиот Omni-Roll авион од Франција, што е како 4,5 генерација, четврта, се вика генерација 4,5, што е едно половинка степен по слабо од F-35 стелф американската. И тука можеме да гледаме во акција и во живо како успеа кинеското оружје да се бори модерни војни против модерна опрема што Индија има. И ова е голема порака, затоа што во истиот ден гледаме акциите на Dassault Rafale, како на Dassault компанија како паднале, како акциите на кинезите се скокнале наеднаш. Така да тука се случуваме со една трета светска војна што се случува таму
И сето тоа што се случи во Блиски Исток, во Газа, во Медитеранот, со Турција, Египет, со Либија, сето тоа е врзан со ова новата приказна што ви ја раскажа. Многу морам да признам дека ова се информации кои што навистина вредат пари, кога човек ги согледа низ ваква призма, добиваат сосема поинаква конотација сите овие случувања и сосема за крај. Професоре, во прв момент Доналд Трамп тргна на се или ништо, така изгледаше против Кина и одеднаш кога видовме ситуација, па добро, ајде да ги спуштиме царините, па ќе се најдеме, па ќе видиме. Па видите, реагира берзите во Америка, реагира и мислам и се види дека инфлацијата почна да расте во Америка, цените почна да одат нагоре, бидејќи кога вие ставате тарифи на кинески производи, фактички кој го плаќа трошокот, го плаќа тој што е увозник. Увозниците на кинеска стока сигурно нема целото време сами да го земат, туку ќе го дадат и на потрошувачите, тие ќе се соочат со поголеми цени. Државните обврзници скок на повисоки камати и Трамп се најде во ситуација да размисли дали овде има простор за таква војна трговска со Кина. Кина реално извезува многу малку, сега проценти, не знам, 5% да речеме од вкупниот кинески извоз е во Америка. Околу 450 милиарди долари годишно. 450 може да изгледа многу, ама процентуално во однос на тоа што извезува Кина е малку. Тие имаат главни трговски партнери во земјите во Југоисточна Азија, АСЕАН и во Европска унија. Така што се пресмета, размисли и види дека тука ќе најде на тврд орев и се повлече, што значи дека проценките што ги прави некогаш се на база на импулсивност и на агресивно однесување, каде што ако противникот усено земено се повлече, ако се исплаши, да. Ако се исплаши, добро. добро. се исплаши. Кина е супер сила. Некои помали земји веднаш тргна во Вашингтон да преговараат. Британија и направи договор за слободна трговија со нула тарифи. ЕУ понудата беше 0 тарифи, 0% тарифи. Да. Така што тоа е мојот одговор во однос на прашањето. Тоа значи дека Трамп на некој начин блефираше во целава приказна. Апсолутно. И што потврдува зборовите на професорот, последната посета на Трамп на Блиски Исток, каде завршуваше, не знам дали се сеќавате или некога излегува, кажува дека бараше од саудитите и од другите држави да инвестират 600 милиарди, сега ќе бараме 1 трилион долар они да инвестират. Да. Отишол он тамо си направи тој блеф, не знам како се вика. Доби авион и були, доби авион со вредност на 400 милиони долари, добива договор за Боинг со вредноста од колку 160 милиарди долари, добива и овие други приказни што не се во медиуми, вака како договори ги направиле арапите со Lockheed Martin, купувањето на новите F-35 тамо, и гледаме како тамо сите одлучиле да инвестират или да стават пари или да кладат на Америка, така да он тоа го пробава, тој е начинот негов. Он го прави тоа кој се исплаши и става пари, кој не се исплаши стана пријател со него пак, така да и тоа. Но тоа зарем нема да предизвика утре задутре сите да го доживуваат токму така. Утре ќе се најдете во ситуација и кога средно голема земја условно ќе рече па сигурно блефираат, нема да влезам во приказната. И тоа работата тука на аналитичари, на институти што прават анализи како што треба, што дават информации доволна за луѓето што ги владат државата, за да може да носат информирана одлука, користејќи сите можни алати од анализи, од лоби, од врски, од све, за да биде човек еден чекор напред, да не биде еден чекор назад, како на пример се случуваше со Индија. Така да Вашиот институт работи ли да? Не советуваме сега. Добро, јас морам да ви признам, на крај сме на емисијата, ви благодарам на двајцата, повторно влеговме во една многу интересна анализа и за внатрешни и за надворешни работи, секогаш сте на висина на задачата, ви благодарам Раби Седрак, Жидо Дескалски. Благодарам. Ке се видиме следниот месец, здравје Боже. Почитувани гледачи, овде сме сосема на крајот велам на емисијата, само една информација што наистина и мене така ми стана
неубаво, не Анима Мунди обвини и објави за страшно малтретирање и повредување на штрк од страна на група деца во Гевгелија. На што ги учиме нашите деца, ако едно вакво племенито, убаво животно, било кое животно, би можеле деца да го фатат и да го мачат буквално како и да се живуваат со него. Навистина мораме да размислиме многу каде одиме. Во секој случај тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот се разбира, може да го проследите репризното издание на оваа емисија, а јас ви закажувам средба со мене и со нови интересни гости од понеделник понатаму. Пријатно.